Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Шокираност, сочувство. Председателот Обама и индискиот премиер Синг реагираат на нападот во храм на сиките во Висконсин. Државната секретарка Клинтон на средба со поранешниот председател Нелсон Мандела во Јужна Африка. Ново возило на НАСА од денеска на Марс. Започнуваме со најновите вести. Лицето кое уби 6 верници во храм на сиките во сојузната држава Висконсин едно време бил во американската армија, соопштија властите. 40-годишниот Вейт Майкл Пейдж служел приближно 6 години во текот на 90-тите. Истражни лица наведуваат дека имал и бројни тетоважи на телото, меѓу кои една со бројките 911, датумот на терористичките напади врз САД во 2001 во кој загинаа речиси 3000 лица. Властите сметаат дека оружениот инцидент што се случи неделата во близина на Милвоки можеби бил чин на домашен тероризам или пак злосторство од омраза. Сиките кои носат турмани и бради во САД напати погрешно се сметаат за муслимани и поради тоа се цел на напади како во случајот на припадникот на оваа верска заедница, убиен во сојузната држава Аризона на само неколку дена по терористичките напади во 2001. Американската државна секретарка Хилари Клинтон во рамки на африканската турнеја имаше приватна средба со поранешниот јужноафрикански претседател и херој во борбата против апартхеидот Нелсон Мандела. Клинтон ќе мине неколку дена во Јужна Африка, каде ќе разговара со државниот врв. Роботското возило лабораторија Curiosity на НАСА по 8-месечно патување денес успешно се приземи на Марс, со тоа отварајќи нова етапа во истражувањето на евентуални услови за живот на црвената планета. Роверот почна да испраќа фотографии веднаш откако се приземи, опремен со најсовремени инструменти што едно возило за истражување на Марс ги имало досега. Во наредните 2 години ќе ги испитува геологијата, климатските услови и радиацијата на Марс. Тотално отповикување со Колин Фарел во главната улога изминатиот викенд, тотално разочарување ширум киносалите. Со заработувачко од само $26 милиони за време на премиерното прикажување. Трета недела поред, најновото продолжение на Бетмен е најгледан филм. Инкасираше $36,4 милиони. Тренираат денонокно и живеат за настано што се одржува на секој 4 години. Многу пролеа на пот, многу откажувања се за да блеснат на Олимпијадата како оваа во Лондон. Спортисти, луѓе како сите нас, но со маркантни остварувања на олимписките борилишта. Само се наметнува прашањето, дали нивниот успех се должи на генетски предиспозиции. За ова во продолжение. Во последно време многу се зборува за така наречени елитни спортисти и како се разликуваат од сите нас. Докторите Майкл Джойнер и Майкл Боствик од клиниката Мајо во Минесота го истражувале овој феномен. Most high-level athletes have Повеќето имаат нешто што ги издвојува од обичните луѓе и им дозволува да се надпреваруваат на високо ниво. Одреден тип на човечкото тело може да е предодреден за еден спорт, наспроти друг. Некои од најдобрите пливачи, например, се високи меѓу 1,9 и 2 метра, а тешки околу 90 килограми. Во други спортови е спротивно. Во гимнастиката, например, постои сложена психолошка и физичка врска, колку тежите и колку сте силни. Со односот е подобар кај оние што се пониски. Лекарите велат дека и тркачите на долги патеки имаат предност доколку се пониски. Оваа снимка е од квалификациите во Кенија за Олимпијадата. Голем број на надпреварувачи од Источна Африка живеат на поголема надморска височина и имаат поголем капацитет на белите дробови. Но доктор Боствик вели дека тоа не е се. Се работи за начинот на кој крвта од срцето се движи преку белите дробови и како е во интеракција со површината на капиларите, каде всушност се транспортира кислородот. Тука е и менталниот дел. Треба да сакате да победите, да се надпреварувате, да постигнете победнички дух. Лекарскиот тим заклучува дека на физичките предиспозиции отпаѓаат околу само 20%. Психолошката издржливост е исто така важна, но неголемата разлика зошто некој станува шампион е упорниот тренинг. За педа повеќе, кој вели дека тракторот е само за земјоделски работи. Во продолжение на Newsflash ќе се забавуваме онака како што тоа го прават фармерите во Тенеси. Чиј трактор ќе повлече повеќе?
Дисциплината стана толку популарна што сега не само тракторите учествуваат во обидот да се освои педа повеќе. На тркачките писти како оваа во Чапел Хил, Тенеси, не се надпреваруваат само трактори. Дел од земјоделската машинерија и возилата се толку фризирани што нема ни да ја препознаете основната намена. Ова, например, се смета за камион, а се надпреварува како трактор. Може би звучи чудно, но гледачите уживаат во бучавата и чарот. Прв пат дојдов тука лани, ме обзеде. Нема видено вакво нешто. Доаѓам од 1977. Не пропуштам надпревар. Моќта е очигледна и во големите суми на пари што се трошат за превоз на опремати надпреварувачите од трка на трка. Но, како што вели ветеранот во овие надпревари, паричната награда не е голема, дури и за најплатените надпреварувачи. Well, these tractors here are upwards of $250,000 to $300,000 a piece. Тракторите вредат меѓу $250,000 до $350,000, но ние по надпревар заработуваме највеќе до $2,000. Не се заработува, само си ја вратите инвестицијата. Зад екипите стојат богати сопственици на бизниси или земјоделци. Мартел вели дека се работи за мала, но добра заедница. Пријателствата со гледачите, надпреварувачите, ние сме како едно големо семејство. Влечењето со трактори е уникатно. Возачите ја користат сета моќ на машините за да ја повлечат тешката приколка на кратката валкана патека. Возилото што ќе повлече најдалеку е победник. Годишно се одржуваат десетина вакви надпревари, а спортот станува популарен во Австралија и Европа. Европскиот шампионат е закажан за септември во Германија. Утре во Newsflash, нешта што не може да ги купите со влезниците за Олимпијадата во Лондон. Зошто? Затоа што се бесплатни. Не пропуштајте утрешната емисија. Олимпискиот дух бесплатно. Како да ги поддржите спортистите без да ја наштетите на својот джеб? Гледајте во утрешен Newsflash. Го гледате Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер. Се гледам утре.